Премиерот Зоран Заев нарачувал пресуди преку председателот на Кривичниот суд Иван Џолев. Тврдеше денеска Бојан Јовановски пред судечкиот совет на рочиштето за предметот Меѓународен сојуз. Боки 13 рече дека поседувал и докази во неговиот телефон на каков начин бил избран Џолев, па врз основа на тоа побара негово изземање. Тенденцијата доаѓа од основани за мене аргументирани познати факти кои се наоѓаат во мојот мобилен телефон, а се поврзани со председателот на Кривичниот суд. И во ова мое барање искажувам целосно недоверба кон целиот правосуден систем. Се надевам дека повисокиот суд нема паушално да го одбие моето барање, како што го одби за иземање на овој судечки совет. Откако Боки 13 влезе во расправа со судиката Совче Гаврилова, која му кажа дека нема потреба да кажува што има во неговиот телефон, а неговото барање ќе биде доставено, Јовановски беше избаркан од судницата. Откако тргна да ја напушта судската сала, Јовановски се обраќаше кон Гаврилова, говорејќи дека во судот нема ниту ред, ниту достоинство. Предметот за невладината на Јовановски е во фаза на изведување вербални докази. Следното рочиште е закажано за 8 ноември, кога пред судот искази треба да даваат сведоци кои ги предложи одбраната на обвинетата во случајот Јасна Мандич. Јовановски претходно бараше изземање на шефицата на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција Вилма Рускоска. Тогаш тврдеше дека таа од него барала да пушти ТВ екипа за да го снима апсењето на екс-градоначалникот Стефче Јакимовски. Го информирала што работи обвинителството и кого истражува во случајот 27 април, зашто Боки 13 имал докази во телефонот, а барањето за изземање на Рускоска му беше одбиено. Јовановски тврдеше и дека има докази за инволвираност на високи функционери во шема на кривични дела, а поврзани со кршење на законите и рекетирање, зашто поднесе кривични пријави до обвинителството. Бојан Јовановски веќе е осуден на 9 години казна затвор потврдена од апелациониот суд во случајот Рекет, во кој поранешната шефица на СЈО Катица Јанева доби 7 години затворска казна.